Димитри Ангелков е иноватор, инспиратор и професор во Средното стручно училиште Киро Спанџов Брков во Кавадарци. Листата на неговите иновации е долга. Апарати за прочистување на воздух, хрономати за улични мачиња, паметни табли, паметни канти за отпад, дигитална алатка за учење која сама го води ученикот во процесот на практична работа и многу други. Листата на неговите иновации, дел од нив развиени со учениците во Кавадарци, е навистина долга. Некои од овие иновации, како респираторот, паметната табла и паметните канти, се веќе патентирани. Со дел од нив учествувале на меѓународни надпревари и логично првото прашање за Ангелков беше како го одржува високото ниво на посветеност кон иновации. Првен благодарност за иновативност што е во мојата работилница во Киро Спанџов Брков Кавадарци, и преку давање на безброј примери како со ефтина електроника, а со малку програмирање и малце добра волја може да се трансформира во вистински производ кој ќе користи на заедницата. Еве еден пример, тука имаме роботска рака, која што е стара, верувате не 40 години, стоеше во еден подрум, немаше за неја драйвери, електроника и ни со една контролер Arduino Mega. За само 20 евра ја успособивме оваа роботска рака која што е за медицинска употреба и се користи за правење на експерименти во лабораторија, кој што не смее човечката рака да биде и не смее да испадне вирусот надворот или хемикалијата да испадне од таа просторија. Кои се другите примери на најнови иновации кои што во моментот се развиваат во оваа лабораторија? Ова е симулатор за возење кола, кој што има копче за палење, лев, десен жмигавец, 6 брзини, волан и како што гледате, директно ученикот гледа дека ова е вистински уред кој што го регистрира сите настани. Учениците учат како да направат врска помеѓу машината и компјутерот. Тоа е идејата како да ги поврзиме интелигентните компјутери и софтвери со механиката. Овој симулатор за возење велосипед е составен од Orbitrek, стар, скршен, расипан и стар точак велосипед и двете ги комбинираме во едно со ефтина електроника, посебно идеален за ученици со пречки, со луѓе што никој пат не возеле, не знаат да возат точак, или спортисти зимно време кои што не им дозволува времето да возат точак, го користат ова за домашна употреба. И пример како може сами да си направиме уред со кој и ќе го подобриме менталното и физичкото здравје и ќе не ослободи од сите стравови да паднеме, да се скршиме, да повредиме. И е пример како да направиме врска помеѓу машината и компјутерот. Во оваа лабораторија учениците со комбинација на повеќе техники и предмети од секојдневниот живот успеваат брзо, ефикасно и ефтино да направат најразлични уреди, како на пример овој едноставен кафемат. Наставно, ама школски пример како да ги убедиме да самите ученици се бават со производство. Слична е приказната и со 20 прочистувачи на воздух кои се актуелни по време на високо аерозагадување, а кои професорот и неговите ученици практично докажаа дека може да се направат по многу прифатлива цена. Ова е најефтиниот прочистувач на светот, изработен од карбон антиполен филтер, кој се користи во автомобилска индустрија и е со сите сертификати и употреба за кај луѓето. Изработен е од сјаен медиапан, има едноставно поврзан аспиратор кој што е 180 метри кубни на час во еден час. Цела училница, целиот воздух го прочистува. Значи, ако е 10 сати уклучен, 10 пати ќе ја прочисти училницата од PM2,5 и PM10 честички, плюс го е карбон, значи ги задржува и бактериите, дел од вирусите, цената му е екстремно ниска, а идејата е да се користи во секоја училница во Македонија.
Паметната канта за ѓубре на Ангелков пак е уникатна затоа што е тренирана со вештачка интелигенција, што значи дека капакот се отвара само ако во незе се обидете да фрлите пластично шише. Во колку од овие иновации кои што ги креирате овде во училиштето се директно вклучени учениците? Сите ученици се вклучени, што сакат да работат, ние им пружаме се, има опрема, има нагледни средства, има волја за работа, има постојано надпревари, ќе ги носиме на домашно и меѓународно надпревари и има програми Еразмус, има патување по светот, има учат од други школи. Учениците се вклучени во голем број на проекти и до сега, фала Богу, имаме добри приказни. Професоре, кои методи ги користите за да ги инспирирате младите дека успехот и иднината се во иновациите и на кој начин учите од неуспешните обиди овде? Како кажала Едисон, тоа сум направил и ја до неуспешни обиди е многу голема работа. Учење преку грешки и сега и нашиот мозок е така изработен да ја учиме back propagation методата, учење со помош на грешки. Учениците мора да пробуваат нон-стоп, мора да се посветени. Клучно е тоа че го прочитате сегден, никој пат да не се откажуваат. Ако се откажете, тоа нема да успее. Идеите доаѓаат од просторот, мора да се движат, да шетаат, да бидат во природа, да одат по реки, езера, да имат здрав живот и да го шетат своето его и суперего, па од тоа после природата ќе му врати свежи идеи и тоа, како се вика, flash of genius, кога ќе ви текне да направите ваков медицински термометар за телесна температура, кој ќе изговара температурата на македонски. За време на нашата посета на училиштето Киро Спанџов Брко, успеавме да запознаеме и дел од учениците кои работат на развој на иновативни проекти. Ова акумулатор кој што ни служи за да се топлиме во зимно време, тој е составен од песок кој што може да загрее до 6 степени. Тој е поврзан исто така со фотоволтаици кој што вишок енергијата се претвора во топлинска енергија и ние може зимно време да се грееме. Тој е ова изолација и тоа унатре има песок. Што фали на ниво на образование, според вас, за да се поттикне иновативниот дух кај младите и што повеќе награди да освојувате на меѓународните надпревари? Учениците треба 3 дена да бидат во фабрика, 2 дена во школа. Спортот треба да биде после настава, да има повеќе разноврсни спортови да може да одберат. Зошто е во фабрика? Затоа што таму ќе научат вистински да работат и професорот ќе биде со нив во фабрика, па и тој таму ќе работи некои проекти и тоа е германскиот модел кој што ние веќе 10 години го имплементираме во нашата школа. Главниот совет на професорот иноватор до учениците и до сите млади воопшто е да бидат љубопитни, да учат и да бараат решенија за проблемите со кои се соочуваат. Тоа искомбинирано со неоткажување е рецептот за успех. Ангелков апелира и до своите колеги професори што повеќе во својата работа со учениците да користат бесплатни онлайн ресурси кои се достапни во областа на роботика, микроелектроника и автоматика. Само на тој начин ќе може да се надеваме на иднина во која ќе имаме голем број на млади иноватори.